Порака наша е првиот лиценциран давател на социјалната дневна услуга Центар за рехабилитација и реинтеграција на лицата со умерена и тешка интелектуална попреченост над 18 години во државата. Дозволата за вршење работа во социјална заштита за период од 5 години Порака наша ја доби на 28 февруари годинава по повеќе месечна работа и труд, подготвување на документи, набавка на соодветен мебел, адаптација на простории, утврден според правилникот за лиценцирање. Гарантираме дека ќе има квалитет на социјалната услуга. А исто така, значи, самото Министерство за труд и социјална политика распишува повици за финансирање на ваков тип на здруженија, што искрено за Порака наша е навистина многу важно и навистина многу битно, со тоа што ќе решиме едно од прашањата, ајде да кажеме горливи прашања за Порака наша и во поглед на низината иднина. Како резултат на тоа, Порака наша ќе може да се насочи кон развивање на нови форми на социјални услуги, а тоа се малите групни домови. Самото лиценцирање, значи, на Порака наша возможи да Порака наша сега следи одредени стандарди и нормативи кои што се пропишани од Министерството за труд и социјална политика и врз основа на тоа ние на 28.2 добивме решение, односно добивме дозвола со која што можеме да вршиме услуги од социјална заштита во самата заедница. Самиот процес на лиценцирање воопшто не беше лесен за нас. Значи имавме подготовка на документација, имавме адаптација на простор, како резултат на тоа имавме теренска посета од Комисијата за лиценцирање при Министерството за труд и социјална политика и кога ги поминавме сите оние фази што значи еден предизвик лиценцирање на социјална услуга, добивме дозвола за работа во наредните 5 години. Од основањето во 2006 година, Сдруженијето Регионален центар Порака наша финансиски делумно е поддржано од општина Куманово, а сите останати потреби се обезбедуваат од општествено одговорни компании, хумани граѓани, донатори. Навистина сме горди што нашата општина препознава дека треба да се помогне на ваква маргинализирана група на ранливи граѓани. Лицата со интелектуална попреченост немаат избор во однос на тоа каде и што можат да направат во нивното слободно време, какви сервиси да посетуваат, ако не постои дневниот центар на Порака наша. Моментално ние имаме таква реална ситуација. Општина Куманово тоа го препозна, ка соработката со бизнис заедницата продолжува, затоа што реков дека ние имавме делумна финансиска поддршка, а сите останати средства ги обезбедуваме, значи од граѓаните, од донатори кои што веќе ја препознаваат нашата работа, ги препознаваат нашите корисници и можеме да кажеме дека граѓаните во град Куманово имаат подигната јавна свест кога се работи за оваа ранлива категорија на граѓани. Ние работиме со лица со тешко и умерена интелектуална попреченост над 18 години и кога ќе се навратам наназад, самите почетоци навистина ни беа предизвик. Меѓутоа сега сме на еден степен и на едно ниво каде што можеме да кажеме дека сме препознаени во градот и како резултат на тоа имаме поддршка од граѓаните во град Куманово. Во Порака наша денеска во чест на празникот на жената, корисниците изработуваа 8-мартовски честитки за своите мајки. Денеска имаме гости и изработуваат честитки заедно со нашите корисници. Ова се персонални асистенти кои што посетуваат обука во Општинската организација на Црвен крст при град Куманово. Се обучуваат за идни лични асистенти кои што ќе работат со две групи на граѓани, а тоа се потполно слепи лица и лица со потешка и најтешка телесна попреченост. Денеска се тука да бидат дел од една и да видат што значи програма во социјална сервисна услуга. На што ние работиме, каде и како ги гледаме нашите корисници како идни граѓани на нашата заедница. Порака наша од март месец продолжува и со подготовка на документи за лиценцирање на нова социјална услуга, помош и нега во домот за стари лица и лица со попреченост. Австрискиот проект го поддржува овој процес на лиценцирање бидејќи е дел од проектот, со што до крајот на годинава Порака наша ќе има лиценцирано 2 социјални услуги.